Ракометниот клуб Прилеп. Добро ни дојдовте во ова студио на радио, а сега можеме да кажеме и телевизија Пела. Добар ден, благодарам за поканата. Чест ми е што сум гостин на ова возобновена емисија после 3 години прв гостин и да ви честитам за емисијата и се надам дека долго и успешно ќе се емитува оваа емисија. Благодарам, се надам на успешна соработка со сите клубови, вклучително и вашиот. Вие доаѓате од ракометот, а често пати слушаме ракометот спорт број 1 во Македонија. Дали вие така чувствувате од ваш аспект како представник на клубот Прилеп? Дефинитивно јас како представник од еден ракометен клуб се согласувам, меѓутоа и реално и фактите говорат за тоа дека ракометот е спорт број 1 во Македонија, со оглед на тоа што континуирано изминатите 12 години македонската репрезентација учествува на сите европски и светски надпреварувања. Го имавме Вардар 2 пати европски шампион во Лигата на шампиони, женскиот клуб Вардар беше 3 или 4 години учесник на Final Four турнирите. Еве сега Еврофарм е континуирано во последните 2 сезони, повторно учесник во Лига на шампиони, така да во ниеден друг спорт сме немале таков континуитет и на репрезентативно и на клубско ниво да бидеме учесници во најелитните европски надпреварувања. А мене да ви кажам во врска со спортот, посебно ме интересира публиката. Сега пред 2 дена имаше надпревар во Скопје, Македонија, Словенија. Навистина еден прекрасен амбиент, преполна сала, влезниците не знам за колку кратко време се продадени. Што мислите вие за тоа, за дека и публиката е показател за врвниот спорт? Мислам дека ние и како нација сме спортска нација која премногу го сака спортот. Јас присуствував на таа утакмица, салата беше буквално преполна. Сега во средата бевте во Скопје? Да. Беше преполна до последното место, имаше прекрасна атмосфера. Можам да кажам дека имаше премногу дечиња кои навиваа, кои од најмали нозе го сакаат и го следат спортот, така да имаме прекрасна публика што е и основа за да имаме врвен спорт, навивачи кои го ја поддржуваат и репрезентацијата и клубовите. Ние сме сведоци и тука со оглед на тоа што имаме и ограничени капацитети во сегашната сала, меѓутоа на скоро сите надпревари таа е сепак исполнета до последното место. 400-500 гледачи имаме на секој надпревар, без разлика со кој ривал играме, дали играме со последниот или со првиот на табелата, салата е исполнета, така што мислам дека како нација ние сме спортска нација, го сакаме спортот, знаеме да го почитуваме и да ги бодриме и клубовите и репрезентацијата. Ево врска со ракометот и поврзано со публиката. Еден интересен случај со публикава. Сретнав многу прилепчани кои што ме информираа пред овој надпревар во средата дека ќе патуваат и тие се обични граѓани, не се поранешни спортисти, ракометари, едноставно љубители на ракометот, велат дека постојано патуваат дали во Битола, дали во Скопје, кога има некој интересен надпревар клубски или од репрезентацијата на Македонија. Замислете, еден прилепчанец колку треба да одвои пари за пат до Скопје и назад, потоа сигурно треба за храна, треба за реквизити, знаме, шал или нешто друго, никој празен таму не седи на трибина, и да плати влезица која не знам колку пари беше, ама сигурно не е 300 денари. Да. Навистина е висока цена за разлика од овие надпревари кои што се на локално ниво. Што мислите за тој феномен кај прилепчаниве? Видете, мислам, тоа публиката го докажала и изминативе години. Ние секогаш сме имале, еве и на последното европско првенство
во Хрватска гледавме на трибините дека имаме 2.500-3.000 гледачи во арената кои сите беа допатувани од Македонија, кој во сопствени аранжмани, кој преку агенции. Меѓутоа сите тие луѓе издвоја можеби повеќе од 500.000 евра за да ја следат и да ја бодрат репрезентацијата на тие надпревари на учеството на светското првенство сега во јануари. А од друга страна во средата по моја слободна проценка јас можам да кажам дека имаше повеќе гледачи од останатите градови на Македонија отколку од Скопје во салата Борис Трајковски. Само од Прилеп мислам дека имаше повеќе од 100-200 гледачи, што ети така во сопствена режија решиле да одат и да ја бодрат репрезентацијата. Така да пак ќе повторам. Ние сме нација која го сака спортот, ужива во спортот и е желна за врвен спорт. Јас само сакам да се вклучам малку во разговорот. Последниот пак надпревар на ракометниот клуб Прилеп можеби е еден од најинтересните надпревари кои што досега се имаат одиграно на македонската ракометна сцена. Јас затоа што сакав да напишам нешто за ракометот, за нашиот портал, искрен ќе бидам, пишував дека Река Прилеп веќе загуби во Велес и нема никакви шанси, ги пишував стрелците на головите кога после тајм-аутот последен викнат од Сашо Илиевски и оној камбек за неполни 7 минути да вратиш 6-7 гола и да имаш шанса, пак ќе кажам, има среќа што не погоди Зицер нашиот играч, инаку ќе стигнеше Река Прилеп и до триумф. Да. Тие надпревари пак во Велес донеса многу мал број на гледачи, но оние кои што беа таму сигурно ужива исто колку јас, иако надпреварот го гледав на лайв стримот. Се согласувам, тоа беше еден неверојатен надпревар. Јас не се сеќавам на таков надпревар во толку кратко време да се надополни толкава разлика и искрено јас како дел од клубот првично со нервоза го следев дуелот и јас го следев на лайв стрим, не бев во можност да присуствувам во Велес со оглед на тоа што континуирано разликата се зголемуваше, меѓутоа ми се допадна тоа што кај играчите видовме карактер и желба да се вратат и да се надигруваат и можеби можеме да жалиме со оглед на тоа што Денис го промарши тој последен шут. Мене ми се допадна искрено на крајот што изледовме Реми, што не триумфираше борец. Најмногу ми се допадна затоа што спортскиот коментатор на тој надпревар веќе го отпиша Река Прилеп уште на почетокот на второто полувреме, а да кажеме дека коментаторите треба да бидат барем малку неутрални кога станува збор за еден таков дуел. Сепак како и да е, сега Река Прилеп ќе игра со Еврофан Пелистер веднаш по неделата, европската недела на ракометот. Да. Јас би се вратил на овој феномен кај публиката, цел ден да се загуби, да се оддели цел ден од сабајле до не знам до кога, до доцна навечер за ракомет, тоа секако е една приврзаност, една љубов кон спортот. Но за разлика од тоа, еве и пример каде што се отворени вратите, нема влезници, бесплатен влез, па ракометните љубители во Велес не сакале да присуствуваат до овој надпревар, како што рече Николче. Так. Па видете сега, доколку би го споредил јас Прилеп со Велес, мислам дека Прилеп има една долга историја, дали во ракометот, дали во фудбалот, една долга спортска историја каде што долго време клубовите се надпреварувале во врвен ранг, например поранешен Тутунски комбинат беше член, јас не се сеќавам, можеби сум премлад за Југословенската лига, меѓутоа тоа што сум слушал сам преварувал во втора лига, па во 90-та пред распадот на Југославија и пласман во првата лига, освојувач на купот на Македонија, континуирано при врвот од осамостојувањето на Македонија и секогаш конкурентна екипа која се надигрувала и со Вардар, и со Пелистер, па и со Борец. Во времето кога Борец во најдобрите години ја имаме тука една победа која што секогаш била при врвот на македонскиот фудбал и шампион и освојувач на купот. Така да ние како град имаме една долга историја и јас би го нарекол можеби е многу, но тоа е еден начин на живот во Прилеп. Јас се сеќавам и како деца кога сме слегувале покрај универзална сала, кога сме поминувале, секогаш сме се
сме влегувале во салата без разлика каков надпревар има, дали е мал фудбал, дали е кошарка, дали е одбојка, дали е ракомет, ние сме станували, сме гледали, не само ние како деца. Секој кој поминувал покрај универзална сала влегувал и останувал да го гледа тој надпревар без разлика од кој вид на спорт е. И затоа мислам дека со ставањето во употреба на универзалната сала уште повеќе ќе добие на масовност и промоција спортот во Прилеп, во однос на публиката и гледачите. Сега прво да се навратиме на вашиот клуб, ракометниот клуб Прилеп. Дали можеби приврзаноста на прилепчаниве на градот за ракометот беше важно при одлуката вашава компанија Конфи Ангел да го преземе овој клуб како главен финансиер пред речиси 2 години? Так. Сигурно размислувавте околу тоа претходно, што се случуваше во тој период 2023-та, летото? Видете, во тој период клубот беше финансиски во, да речем, незавидна позиција. Ние како компанија сме општествено одговорна компанија која помага не само во спортот, на сите страни и сме биле поддржувачи на ракометниот клуб и на фудбалскиот клуб Победа. Во минатото нашата директорка Ирена беше и председател на фудбалскиот клуб Победа. Меѓутоа сега во 2021 конкретно кога разговаравме, јас имав кратка професионална кариера во ракометот, меѓутоа бев вклучен во ракометот околу 10 години, од тие најмали категории па се до моето прекинување со играње. Нашиот генерален директор Филип Велески ја заврши кариерата ланска година професионална, така да ракометот како спорт веќе ни беше познат и при таа одлука се водевме од тоа, нешто што знаеме ние да го работиме, ни е познато, да влеземе во таа приказна, а од друга страна имаме многу наши вработени чии дечиња тренираат во младинските категории на ракометниот клуб и водени од сите тие елементи ние одлучивме да влеземе во приказната РК Прилеп. Едно мое прашање до вас, јас ќе бидам искрен и многу ме интересира и мислам дека е вистинско време да го поставам тоа прашање. Дали не е конечно време Прилеп да ги промени амбициите во машката ракометна Суперлига и да влезе во кремот, зборувам во врвот на македонскиот ракомет? Зошто? Нели е доста од тоа каде ќе одиш, ќе одам на ракомет во Битола, ќе одам на ракомет во Скопје, а нема да одиш за РК Прилеп, и онака ќе изгубат. Видете, точно во последните 2 години клубот игра во плей-аут, меѓутоа тоа не се амбициите на клубот дефинитивно, нашата филозофија и нашата цел е клубот постојано да расте, меѓутоа не сакаме ние да имаме инстант раст, односно не знам во една година да се вложат големи суми на пари, па да се влези во некој плей-оф, излез во Европа, па потоа наредна година да сите се мислиме од каде треба да се најдат средства, заради тоа што од година во година апетитите би растеле, една година излез во Европа, значи после дополнителни средства, очекувања поголеми и Колкав е буџетот? Па видете, буџетот сега се движи од прилика околу 250.000 евра на годишно ниво за целокупното функционирање на клубот и сите младински категории, затоа што во клубот функционираат и под капата на РФМ се надпреваруваат и 3 младински категории: пионери, кадети и младинци. Така да нашата цел во клубот е првично да поставиме на добра база во младинските категории, пионери, кадети, младинци, каде што ќе се омасови учеството на децата, каде што ќе собереме поголем број на млади играчи кои понатаму треба да бидат основата на клубот и полека да се вклучуваат во првата екипа, така да секако амбициите на клубот се во некој среден период да игра плей-оф, а понатаму зошто да не. Ако се појават и други фирми кои се спремни рамо до рамо со нас да го поддржат спортот или општината би влегла со поголеми финансиски средства, тоа зошто да не и да формираме еден клуб, односно клубот да порасне до тоа ниво, па да се надигруваме со Еврофарм Пелистер и со Вардар, Алкалуит, Охрид, така да
Зашто сега јас гледам, имав можност да прочитам малку низ ракометните клубови, неколку играчи кои што играле за РК Прилеп, сега се едни од водачките во некои други клубови. И странци, еве да речеме за Грозијецот кој што игра во Охрид, некогаш го носеше дресот на РК Прилеп, сега е еден од водачките играчи. Тоа е само еден краток пример. Вие рековте дека мора да имаме клуб, односно играчи кои што би им биле идоли, условно кажано, на дечињата кои што работат во клубот. Се согласувам целосно со вас и нашата идеја првична е клубот да биде, односно базата на клубот да биде од прилепски играчи. Ако не прилепски, барем македонски, и вие сте целосно право заради тоа што ако ги видиме клубовите низ Македонија, ние имаме точно една цела екипа, односно 14 Јас играчи. да не ги спомнам кои што игра и не само прилепчани, странци кои што играле за Прилеп, многу такви услови заминале, се надоградиле и сега го носат. Зошто да не биде тоа РК Прилеп кога тука го направиле своето ракометно име? Видете, ракометот како спорт тоа е секогаш треба да го разграничиме. Ракометот како спорт е еден вид општествена работа, заради тоа што ракометот нема бизнис во ракометот како во фудбалот. Еден излез во Европа па го обезбедува клубот, не знам, со 2 или 3 годишен буџет. Во ракометот буквално нема ни еден денар поврат на таа донација или спонзорство кое го даваме, освен рекламата и промоцијата на самата компанија. И јас претпоставувам, односно сум сигурен дека тоа е причината поради тоа што одредени играчи кои дошле и сега точно се во други клубови, се носители на тие клубови, заминале од Прилеп заради тоа што во последните 3-4 години Прилеп беше во релативно незавидна финансиска позиција. Првично кога влеговме, ние го стабилизиравме клубот финансиски и сега имаме веќе стабилен финансиски клуб и сега веќе имаме играчи кои самите се нудат и сакаат да дојдат во Прилеп заради тоа што ја чувствуваат таа стабилност и знаат дека ќе биде исплатено и реализирано се што ќе биде договорено, затоа што знаете, за еден играч е најбитно тоа, да знае дека тоа што ќе го договори, ќе го реализира и ќе си го наплати. Пошто за нив тоа е работа, тие се професионалци пред се. Така да ние со нашето влегување во клубот и на целата управа нормално која е ангажирана околу клубот, ние веќе вративме 2-3 играчи кои играа во други клубови од Македонија, прилепчани. Тука пред се би го спомнал Божидар Илиевски, би го спомнал Александар Тренчевски кој долги години играше и низ Македонија и во Финска во странство играше. Божидар Илиевски кој беше член на Multi-Essence и Алкалоид, така да ние ќе продолжиме во таа насока. Стефан Христоски точно кој се врати од Партизан од Белград, Илчо Ивчевски, тој се врати од Скопје, тој е голман. Така да ние ќе продолжиме во таа насока, односно првично да ги собереме прилепските играчи кои играат низ другите клубови во Македонија па и во странство, а потоа нормално да ја надоградиме екипата, односно тоа да бидат играчи кои што ќе донесат дополнителна вредност на екипата, првично од Македонија, а понатаму ако има потреба и играчи од странство. Но базата секогаш треба да бидат прилепски и македонски играчи. Во овие 2 години откако Конфи Ангел е финансиер главен на Прилеп, 2 пати е испуштена шансата за влез во плейофот, значи во најгорен дел од 6 екипи. Да. Што мислите, што е она што не достигаше кај Прилеп, а го има кај другиве подобро пласирани клубови? Првично, во првата година, односно ланската сезона, 90% од екипата беше сменета, односно цела нова екипа. Така да и требаше време на екипата да се воигра. И нормално, очекувањата беа плейоф со оглед на тоа што играчите кои што беа ангажирани се со квалитет да играат плейоф, меѓутоа кога една нова екипа се вклопува и треба време на играчите да се запознаат, да се воиграат, така да во овие 2 сезони мислам дека е се уште рано да очекуваме таа екипа да го достигне
да го достигне врвот и според нашите очекувања и нашиот план е веќе наредна сезона дефинитивно дека РК Прилеп мора да биде член на плейофот, односно да игра пролет во плейоф и да се надигруваме со тие најдобри 6 екипи. Значи вие имате стратегија не на инстант веднаш успех, туку чекор по чекор, сигурно напредување. Видете, според мојата филозофија и моето искуство и во компанијата каде што работам веќе 13 години, инстантниот успех не е успех на долг рок. Тоа може да биде фактор среќа, околности, меѓутоа кога се оди чекор по чекор и се расте природно накаетапно, тоа е раст на долг рок и е самоодржлив. Така да таа е нашата филозофија и сметаме дека ќе вроди во плод, посебно на среден рок во овие 2 до 3 следни години. Колку искуството од Конфи Ангел како компанија е пренесено во ракометниот клуб. И тој клуб е како еден вид компанија, гледам дека има професионалци, играчи, тренери, значи младинска школа тука е. Видете, и тука се голем број на видете, вклучени нашата... и во менеджерскиот тим и во оние што ги сметаме како работници. Па, целиот менеджерски тим од Конфи Ангел е вклучен и во ракометниот клуб. И ние се трудиме да ја пренесеме филозофијата од компанијата во клубот и клубот да расте онака како што расте компанијата и да има таа филозофија. Така да мислам дека успеваме полека. Тоа не е нешто што може да се направи преку ноќ, но ние сме тука долгорочно, нема да се откажеме и мислам дека ќе успееме затоа што ги имаме едни од најдобрите услови. Јас не би било скромно ако кажам дека РК Прилеп освен салата ги има едни од најдобрите услови за тренинг во Македонија. Веднаш после нормално Алкалуите, Еврофран, Пелистер и Вардар. Така да... А спомнате филозофија, која е таа филозофија? Имате ли некоја парола во Конфи Ангел? Што постојано е некоја мисла? Неформалната мисија, односно визија на компанијата и директорката има многу пати кажан до сега, е да направиме компанија која што ќе постои после нас. Тоа значи да формираме една компанија која што ќе биде самоодржлива, која што ќе нема да зависи од поединецот, така да таа филозофија сакаме да ја пренесеме и на ракометниот клуб кој што ќе расти етапно, ќе се осамостојува, ќе биде самоодржлив клуб и нема да зависи само од Никола, само од друг член на управата, само од еден играч, така да тоа ќе биде еден клуб кој што секој во својот дел ќе го придонесува тоа што треба за да расте клубот и клубот ќе обстојува и ќе биде самоодржлив. Спомнавте претходно на прашањето на Никол, че една сума на годишен буџет. Имате ли поддршка од страна од некои други компании или институции или сами сте во ситуација да го полните буџетот? Најголемиот дел од буџетот нормално доаѓа од Конфи Ангел. Меѓутоа тука се вклучени и многу наши партнери, односно компании со работници на Конфи Ангел. Тука во клубот помага исто Bimfood како компанија. Минатата сезона исто ни помогна Прилепска пивара со спонзорство, Шпаркасе банка со одредено спонзорство. Исто така нормално државата преку Министерството за спорт со субвенциите кои беа порано ваучер, сега се субвенции директно, државата ги субвенционира клубовите и општина Прилеп со 20.000 евра. Така најголем дел од буџетот го полни компанијата Конфи Ангел и соработниците на компанијата, односно деловни партнери кои помагаат во клубот. За играчкиот кадар спомнавте дека една комбинација од пред се домашни играчи кои се приоритет, но и играчи од други македонски градови, па имате и од странство. Да. Интересни ми се овие од странство, како ги обезбедувате, како имате контакт, например од Црнагора е Денис Шабановиќ, дури од Хрватска доаѓа Томислав Квастек. Так. Како одеа тие
разговори, контакти, преговори? Така, Колку беше тешко да се... Со македонските играчи, односно со прилепските играчи, разговараме нормално, директно, затоа што сите се знаеме кои сме и што сме во Македонија, а со странците во овие 13 години и пред нас нормално претходниот претседател Александар кој се уште е активен во клубот, има развиено контакти со одредени менаџери од нашите простори тука кои што и ние ги контактираме за играчи и позиции кои ни се потребни, а некогаш и тие сами нудат одредени играчи и позиции кои ги имаат на располагање слободни играчи, така да во координација нормално во управата на клубот и со тренерите потоа одлучуваме дали некој играч ни е потребен, дали ги има карактеристиките кои се потребни за нашиот клуб, позицијата, карактерот, играчките способности, физиономијата и потоа се носи одлука дали треба да го ангажираме или не тој спортист. Меѓутоа со странците претежно комуникацијата оди преку менаџери и агенции кои си ги застапуваат. Меѓутоа за да дојде некој дури од Хрватска во Прилеп, сигурно треба нешто на некој начин да се привлече. Јавноста секоја зборува, парите се во прашање. Па Како да се обезбедат? Тие нели се скапи играчи? Па видете сега, македонската лига реално има добра репутација, имаме добра лига, имаме 4 екипи кои се изедначени со квалитетот. Тук некаде учествуваат во европските надпреварувања, претходно имам историја, така да реално треба да се привлечат тие играчи и тоа е првиот чекор. Лигата ги привлекува заради тоа што имаме добра и конкурентна лига, тоа значи дека тие ќе играат во првенство каде можат да напредуваат, да бидат забележани од клуб кој што може понатаму да им обезбеди и игри во Европа. Во однос на клубот, нормално, првата сезона е многу потешка, односно кога влеговме беше многу потешко да се привлечат играчи, меѓутоа сега во оваа сезона и посебно за следната сезона, затоа што ги почнавме ние припремите и разговорите со играчите, веќе играчите разговараат, нормално, да. Меѓутоа играчите разговараат меѓу себе и се знае кој клуб исплаќа редовно плати, кој клуб касни со плати, кој воопшто не исплаќа. Помеѓу себе си разменуваат сите играчи, информации. да. И нормално е кога еден клуб редовно ги исплаќа платите, обезбедува услови и ги почитува договорите, не гледам играч кој што не би сакал да игра за таков клуб. Така да Прилеп го прави сето тоа и затоа можеме да привлечеме играчи и од Хрватска, и од Црна Гора, и од Грузија, како што го имаме десното крило Левани, така да би се согласил дека во најголем дел парите им се најважни, меѓутоа битно им е и конкурентноста на екипата, конкурентноста на лигата, условите кои ги обезбедува клубот за тренинзи за целокупното функционирање, така да. Довербата во луѓето од клубот. Па Сигурно е најважно. Доколку се исполнуваат континуирано условите, тогаш се стекнува и довербата и се надоградува довербата. Доколку не се исполнуваат договорените услови, нема основа да се гради доверба помеѓу играчот и клубот или управата на клубот. Меѓутоа, како што често се споменува и вие сега денеска ја спомнавте салата. Што велат овие отстрана кои ќе дојдат за наша мала сала училишна? Па не се баш најсреќни, меѓутоа ние секогаш кога разговараме го предочуваме тој проблем пред играчите, за да не се доведеме после во ситуација да им биде да добијат погрешна слика за клубот. Меѓутоа сите и тие се запознати дека ние работиме континуирано во последните 2 години на обезбедување на сите услови за да се овозможи универзалната сала да се стави во употреба и веќе да почнеме да разговараме за развој на клубот, затоа што салата е основа за развој на клубот. Сега дојдовме до универзалната сала. Вие како клуб и како компанија најавивте дека ќе се реши и тој проблем за скоро време, ќе може клубот да се пресели конечно во тој спортски објект кој е стар повеќе сигурно од 50 на години. Да.
Ние и како компанија и како клуб работиме континуирано, како што ви кажа, во последните 2 години на обезбедување на услови и на сите потребни фактори за да се стави универзалната сала во употреба. Имавме разговори со претходното раководство на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за Републиката, кој што е собственик на салата. Имавме разговори со министерот за спорт Борко Ристовски. Претходно мислам дека пред ние да се вклучим имаше одредени разговори со Агенцијата за млади и спорт. Исто така како што напомена и министерот, ние обавивме веќе 2 разговори со новиот директор на јавното предпријатие кој што е собственик во салата и веќе сме во некоја понапредна фаза, односно изработување на проект за адаптација на салата, односно отклонување на оние недостатоци кои што се нотирани во извештаите претходно од ИЗИС и од дирекцијата за спасување и заштита. Тоа е за земјотресно инженерство. Да. Работиме на изработка на проект, така да и јас очекувам во скоро време веќе тој проект да биде готов, да се стави на одобрување во општината, па понатаму да се продолжат разговорите со јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за Републиката и веќе од наредна сезона, односно некаде јули месец да ја ставиме во употреба универзалната сала и по некои наши проценки турнирот, ракометниот турнир Миле Нешковски да се игра во универзална сала. Конкретно, дали се знае што треба да се поправи во салата? Видете во... Внатре или надворешна поправка е? Видете, првично ние ќе одиме со адаптација на салата, односно санирање и затворање на оние делови кои што се нефункционални, за потоа да се обезбедат услови и понатаму да се санира салата. Конкретно во салата се има забелешки во однос на тие конзолни патеки, односно сите ние кои сме биле во универзална сала знаем, тоа се патеките кои што водат до трибините, односно оние тераси. Тераси или мовчиња ги? Па не, мовчињата не се проблем, буквално терасата, тоа е тој средишен дел кој што е малце подиздаден ако се гледа од надворешната сала, од надворешната страна на салата, баш средишниот дел и тие се нотирани како проблем, ќе се работи на нивна санација. Понатам нормално во салата има многу за работа со оглед на тоа што салата била затворена 10 години и е повремено отварана за одредени настани, така што треба да се санира паркетот, треба да се санира осветлувањето, треба да се заменуваат старите рефлектори со нови LED рефлектори, треба да се санираат санитариите, соблекувалните, комплетно да се изврши темелно чистење на салата, така што има работа во салата, меѓутоа првично еднаш треба да се стави, односно да се добие одобрение и да се договориме со јавното предпријатие, па потоа да се влезе и да се работи во салата. Меѓутоа, пред една недела отприлика беше спомната една сума која беше како намена за поправка на овие недостатоци, а сумата што беше спомната навистина не зачуди многумина, да не е некоја грешка, 500.000 евра, тоа е половина милион или 2 буџети годишни од клубов. Дали е вистина или грешка е? Видете, реално доколку се изврши целосна реконструкција на салата, може би и тој износ е и мал. Меѓутоа сега ќе се оди етапно, нема одеднаш да се вложат толкави средства нормално. И министерот добро кажа, таа сала треба да се земе први на долгорочно управување, затоа што ако не е долгорочно, не може да се направи долгорочна стратегија и план. Така да првично треба да договориме некој долгорочно да ја земе долгорочен наем од јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, па потоа да се направат годишни буџети, да се види кои делови најпрво треба да санират и можеби во еден период од 10 години, да, тоа би било едно вложување во салата, меѓутоа не одеднаш и во првите 6 месеци или во првата година. Значи, тоа е еден буџет кој што треба да се вложи во салата, меѓутоа тоа би било долгорочно.
спомнавте под најм, значи клубов и компанијава Конфиангел не планираат апсолутно да бидат собственици туку на одреден период. Па видете, таму има повеќе варијанти. Дали би ја зеле ние на стопанисување, дали би ја зеле под најм. Затоа не можеме да зборуваме сега конкретно и точно што би се случувало во таа сала се до моментот додека ние не потпишеме договор со јавното предпријатие и знаеме точно под кои услови. Па очекувам во следните, не знам, 2 до 3 месеци да ги завршиме сите тие овие се долги процедури. Постапки, па се, затоа што треба да се изготви проект, па тој проект треба да се одобри од општината и од дирекцијата за заштита и спасување, па потоа треба предпријатието и управниот одбор на тоа јавно предпријатие да донесе одлука за давање под концесија на салата или на стопанисување салата, така да тие се одредени процедури законски кои што треба да се лесно и брзо. Па да, во никој случај. Па со оглед на тоа што јас да кажам дека ние континуирано 2 години веќе работиме, јасно е дека не е нешто што преку ноќ може да се сработи. Самата изградба на салата не треба толку долго. Се согласувам. Имаме едно прашање, имаме тука од социјалните мрежи, само што го отворив. Дали универзална ќе биде под капата на РК Прилеп, прашува Весна? Веќе одговори нашиот гостин, може да се повтори. Првично, најверојатно би одело клубот да биде концесионер на салата, со оглед на тоа што Конфиангел е собственик на клубот, така да тоа би било едно исто, според мен. Колку би било убаво да се одржуваат овие надпревари во еден таков објект како универзалната сала, едно култно место за ракомет и за други спортови, за мал фудбал и за одбојка и за кошарка. И кошарка сме гледале тука. Да, и овие што се уште помали спортови, боречки спортови и така натаму. Меѓутоа, амбиентот, самиот амбиент во центарот на градот, речи си е салата, тука постојано се минува, значи може да се очекува надпревари со преполни трибини. Па јас се надевам со оглед на тоа што секој што имал можност да следи надпревар во универзалната сала, да знае каква атмосфера се создавала во таа сала, секојаш имало навивачи, навивачки групи, секој што поминувал влегувал во салата да следи надпревар, така да јас се надевам дека ќе имаме можност од следна сезона сите повторно да гледаме надпревари и да уживаме во надпреварите во универзалната сала. Не само ракомет. Секој спорт е и кошарката, и одбојка, дај Боже да се формира клуб кој што би се преварувал. Зошто да не? Колку повеќе спортски клубови, толку подобро, толку повеќе деца тргнати од улица и затоа што спортот, знаете како, не создава само спортисти. Спортот создава една здрава нација, луѓе кои што се научени на дисциплина, да не се откажуваат, така да тоа не помага само во спортот, помага и понатаму многу во животот и во професионалната кариера, без разлика во која насока таа кариера би се развивала. Прашање имам уште едно, Перо или Пеце прашува, имате ли кадровски капацитети за креирање на тим како што е Пелистер, да не одиме таму да гледаме ракомет и срамота е тие да ида кај нас и да врва нива со кал? Сигурно се однесува и на салата во индустријско, точно. Видете, кадровски капацитети нормално дека имаме, меѓутоа не се работи само за кадровски решенија, тука се работи пред се за енормно голем буџет кој што треба да се вложи за да се изгради еден тим кој што би бил конкурентен на Еврофарм или на Вардар, со оглед на тоа што тие имаат буџети кои што се од 1,5 до 2,5 милиони евра. Така да нашата цел е да растеме, да направиме еден конкурентен тим кој што ќе им парира, достојно ќе им парира на тие клубови и нормално со универзалната сала мислам дека и нив ќе им биде чест да гостуваат во таква сала заради тоа што тоа е сала која што е сала по сите стандарди и се играл врвен ракомет и ќе се креира една одлична атмосфера. И меѓународен ракомет се играше тука. Дефинитивно. Чаданов,
често спомнувате дека веќе кроите планови стратегија за идната сезона. Да. А што правиме со оваа сезона не е завршена, бидејќи престои плејаутот. Плејаутот ви е сигурно дека Прилеп ќе се пласира горе на табелата. Видете, нашата цел е да бидеме први во плејаутот и тоа е јасно го знаат и самите играчи. Првична целта беше плејоф, меѓутоа таа првична цел не се оствари. Имавме и одредени несреќи, падови во играта, со оглед на тоа што два пати добиени утакмици, како што беше утакмицата со Пролет, два пати излезе нерешени во Скопје и во Прилеп. Тоа бе утакмици во кои што во текот на надпреварите водевме и по 5-6 разлика. Имавме на одлична утакмица со Бутел во Скопје, каде што водевме 6-7 разлика, на крајот изгубивме 6-7 разлика. Така да имавме одредени несреќи, не се пласиравме во плејофот, меѓутоа во плејаут нема да биде воопшто лесно, но целта е јасна дека мора да бидеме прво место во плејаутот, а во однос на градењето на екипата мораме да почнеме да уште од сега да размислуваме и да разговараме со играчи со оглед на тоа што веќе екипата треба да се креира пред почетокот на подготовките и нормално тренерот да знае со каква екипа и со какви играчи ќе располага за наредната сезона. Само овде да прочитам, ова е малку и за Радио Пела. Дали ќе ги поддржите проектите како овој да бидеме информирани за спортот во Прилеп? Тоа ни недостига и честитам на Радио Пела за оваа спортска емисија, така треба за афирмација на спортот и спортистите сте во. Браво. И јас ви честитам и фали во Прилеп. Ова е само една мала констатација сигурно. Прашањето е до председателот дали ќе ги поддржите проектите како овој да бидат сака да каже да бидат сите информирани за спортот во Прилеп. Дефинитивно, ние сме отворени за соработка и нормално како што ќе се развива клубот, така ќе се развива соработката и со вас, и со одредени други компании, здруженија во градот. Например, мене реално многу ми се допадна начинот, односно преносот некни во Велес, каде што имаше коментар на самиот надпревар, следење на тајмаутите, тоа знаеме дека Алкалоид веќе од самото формирање го практикува како практика на лайв стримот, каде што имаме коментар на утакмиците и знаете, тоа го доловува едно целосно спортско искуство, затоа што кога се гледа надпревар, нема коментар, не е целосно искуство. Ете така. И дефинитивно ќе работиме на тоа да го подобриме и тоа спортско искуство и нормално понатаму да правиме и попрофесионални преноси, лайв стримови, дефинитивно. Да, после со емисијава на почетокот можеби требаше да кажам дека оваа емисија ја планираме пред викендот во петок од 11 до 12 часот и по викендот во понеделник исто така од 11 до 12 за слушателите и односно и гледачите да бидат запознати. Го спомнавте тренерското место во ракометниот клуб беше Божидар Мојсов од Битола донесен во Прилеп, сигурно со цел да придонесе тука како од најракометниот град тренер, но исто така е познато неодамна тој е сменет со Страшо Илиевски. Точно во моментот кога Комфи Ангел се вклучи во ракометниот клуб Прилеп и тогаш на тренерското место мислам дека беше Ревас Чантурија кој замина во Германија и остана тоа тренерско место испразнето. Разговаравме со повеќе тренерски имена во тој момент, меѓутоа тогаш Божидар Мојсов сметавме дека е најдоброто решение за екипата и за клубот кој го градевме тогаш. Имаше искуство, му беше прво професионално тренерско искуство, меѓутоа имаше искуство како помошник тренер со повеќе еминентни тренери кои беа претходно во Еврофарпелистер како Желјко Бабич, Волтер, како се викаше тренерот кој беше од Данска или Шведска тренер на Еврофарпелистер. Мислам дека беше помошник и кај македонските тренери претходно, така да
сметавме дека е најсоодветно решение во тој момент. Меѓутоа, знаете, во последните неколку надпревари се почувствувавме дека нешто не е најдобро во екипата и дека требаше нешто да се менува, така да се одлучивме за промена на тренерот и го ангажиравме Страшо Илиовски, кој што е една ракометна легенда во Прилеп, во Тутунски комбинат, а исто така има и професионално тренерско искуство како прв тренер на женската екипа на Деспина во Суперлигата, во женската ракометна Суперлига. Дали Страшо Илиевски е привремено или подолгорочно решение? Првичниот договор со Страшо Илиевски е за ангажман во наредните 3 месеци. Значи до крајот на оваа сезона? Да, до крајот на оваа сезона, а потоа ќе седнеме и ќе разговараме, па ќе видиме дали ни се согласуваат визиите и патиштата и зошто да не, ако се договориме и ако имам исти видувања на развојот на клубот, можеби ќе продолжи Страшо. Меѓутоа тоа ќе биде после завршување на оваа тековна сезона. Чадамов, ви благодарам за разговорот. Еве, времето многу брзо мене ми помина и се надевам дека наскоро ќе можеме пак да се видиме, да ги информираме сите љубители на спортот, конкретно на ракометот, за се она што е ново и убаво во вашиот клуб. Благодарам на поканата, ние сме секогаш достапни и јас и претпоставам сите вклучени во клубот за се што е потребно од информации околу клубот. Сакам да ви честитам за оваа емисија, стварно Прилеп му фалеше нешто вакво каде што ќе може да има и гостувања и актуелни информации во однос на спортот да се следат, затоа што мислам дека сите во Прилеп се желни за спорт и го сакаат спортот искрено. Уште еднаш ви благодарам за поканата. Сега малку пауза, па ќе продолжиме со останатото.